работилница, односно Столарскиот едукативен центар. Бојан, ајде да почнеме од онаму. Знаеме дека некако занаетите се повеќе изумираат во нашава земја. Се помалку млади луѓе некако се одлучуваат да учат некој од занаетите. Колку е популарно столарството кај нас? Не би знаел точно да ви одговорам со некаква мерлива бројка, меѓутоа можем да кажем дека е популарно генерално, бидејќи многу лица решаваат да станат хоби, како би рекле, столарството да го земат како свое хоби и да си работат нешто по дома. Токму од таа причина и ред други работи, ние се решивме да започнеме еден процес во кој што искомбиниравме искористување на остатоци од производството на мебел во Скопје и наместо тие остатоци да станат отпад, ние ги превземаме од неколку компании кои што ни се поддржувачи и ги ставаме во еден процес на едукација, односно им даваме можност да се претворат во нешто интересно и корисно. И плюс тоа, во тој процес, лицата кои што учествуваат на работилниците да научат нешто. Така да имаме интерес, ние веќе утре започнува третата работилница, која што е, би рекле, навид на курс за градење на лични вештини во областа на столарството и ја нарековме Откри го столарот во себе. Таа работилница трае околу 5 месеци, скоро 6, зависи од динамиката на групата. И во таа работилница една група веќе помина, заврши со поддршка од Глобалниот еколошки фонд, кој што ни помогна да ја започнеме оваа приказна. Додека другите две групи, втората е веќе во тек, всушност уште еден месец ќе завршат, а третата почнува оваа недела. Се групи кои што сами си ги покриваат трошоците за учество во работилниците. Односно, нашата идеја е, иако ова започна како проект, кој што е поддржан од донатор, идејата ни е да продолжи понатаму, токму поради тој интерес и преку учесниците да ги покријат трошоците за организација на една ваква работилница, да продолжи приказната, да продолжиме да го градиме, да ги градиме тие лични вештини и при тоа да учествуваме во еден процес на намалување на отпад, создавање отпад. Бојан, кој се може да се пријави на работилниците? Дали може би оние кои што може да ги посетуваат работилниците треба да имаат веќе некакви познавања во областа на столаријата или пак некогаш да се имаат занимавано со столарство? Според тоа како се конципирани работилниците и процесот, бидејќи работилниците се случуваат преку 5 предвидени предизвици проекти, односно изработка на предмети. Преку тие 5 различни предмети, учесниците во една работилница ги развиваат своите вештини и ги учат различни алати. Ние го воспоставивме тој процес да може токму било кој да дојде. Дури кога го создававме курикулумот за оваа работилница, во фокус, односно главна идеја ни беше да бидат жените добре дојдени. Затоа ние се поврзавме со професионални столарки кои што ги држат овие работилници. Имаме еден столар и односно всушност тоа се инженери по мебел и интериер и дизајнери, меѓутоа викаме професионални столари, вака народно кажано, и кои што ги држат тие работилници. И во тој процес буквално се учат од најосновните нешта за луѓе кои што никогаш во животот не допреле алат. Секако и луѓе кои што имаат некое основно искуство со алат, интересни се овие работилници, зашто веќе се учат
нели со секој следен предизвик има повеќе вештини, техники, посложени работи кои што професионалните столари ги пренесуваат и од своето искуство, меѓутоа и од она што викаме знаење, школско, што би се рекло, знаење. Да, никогаш во минатото можеле да се сретнат буквално само мажи кои што се занимавале со столарија и биле столари, но велите сега вие ги поттикнувате нели и жените да го научат овој занает, па каков е интересот од страна на жените и дали можеби се соочуваат со никакви проблеми да не можат да направат одредено нешто кога го учат курсот и кога посетуваат работилницата? Значи, првата група беа сите жени. Имаше само едно машко, беа 11 лица. А втората група се пола мажи, пола жени. Сега третата група која што ќе почне оваа недела се исто пола. Така да интересот продолжува. И ние сметаме, меѓутоа и очигледно и лицата кои што се запишуваат сметаат дека тоа нема разлика дали е машко или е женско. Само желбата и велиме ние во овој процес, во оваа работилница пред се градиме самодоверба. Самодоверба на користење на алати, самодоверба во да ги учиме луѓето да направат нешто што досега не направиле. Дека се е можно. Да, покрај работилниците кои што нели траат по неколку месеци, кои што нели се посетуваат во неколку часови за да научат луѓето кои што се дел нели од работилницата голем дел од столаријата, имате и пократки едукативни работилници, па во кои периоди како се одвиваат овие и кога ќе биде една следна таква за да можат луѓето да се пријават? Значи имаме, како што рековте, таа долга работилница, откри го столарот во себе, имаме и кратки работилници. Кратките работилници ни се наменети повеќе за лица кои што веќе имаат некакво искуство, па сакаат да си го надоградат тоа искуство, дали да научат нова техника, нешто нели поинаку. Еве баш минатиот викенд имавме една кратка работилница за изработка на украси. И тоа се фокусиравме на лица кои што веќе изработуваат украси, веќе се или накид или било што слично, кои што веќе се во таа бранша, како би рекле, веќе се влезе, меѓутоа немаат искуство во работа со дрво или материјали од дрво. И имавме одлична работилница, прекрасни креативни предмети излегоа. И целта ни беше да ги поттикнеме да размислуваат и на овие парчиња дрво кои што нели викаме дека се во процес остаток, во процес да станат отпад, ама зошто да станат отпад кога може да се искористат. Да се искористат, така да интересно беше дека добар дел од учесничките, би рекол, што повеќето беа повторно жени. Не само што нели убаво си поминаа, научија нешто интересно што досега не го знаеле, меѓутоа и почнаа да размислуваат и тие да спроведат заедно со нас некоја работилница за нели за луѓе да научат или сами да си направат некаков украс, предмет, накид, така натаму. Така да може набрзо ќе имаме некоја таква. Ние имавме скоро една работилница за изработка на гитари. Всушност тоа е дидли боу, би рекле тоа е исконската гитара со една жица која што потекнува од негдека од Африка. Меѓутоа е многу лесна за правење и во тој процес лицата кои што учествуваат во таа работилница учат и за тоа како се прави гитара, како се поставуваат нели праговите на една гитара и така натаму, и е многу интересен едукативен процес. Исто така при тоа немаме отпад. Зошто отпад кога може да има некој интересен инструмент?
Сите овие работилници ги правиме ад хок, односно следната работилница за сега немаме дефинирано кога ќе биде, бидејќи се фокусиравме на оваа големава открико столарот во себе. Така да набрзо ќе објавиме нов датум. Нешто што произлезе како интерес изминатава недела е оштрење на длета и алати. Така да најверојатно следната ќе биде малце поспецифична како да ги одржуваме и оштриме длетата и рачниот алат. Бојан, каков е фидбекот од луѓето кои што имаат посетувано нека од работилниците? Од кога ќе заврши работилницата? Стануваат ли некои можеби столари, некои почнуваат ли можеби интензивно да се занимаваат со столарија или пак да биде тоа нивното ново хоби? Првенствено би рекол, главниот фидбек кој што го добиваме, тоа што го споменав, ние градиме самодоверба. И таа самодоверба ја гледаме буквално скоро на секоја средба, секој час, секој термин, како и да го наречам. Кога лицата кои што учествуваат, ќе им се представи одредена алатка, тие првено се уплашени, дали од звукот, дали од обликот, одоштрите заби на пилата, од што и да е. На крајот од часот, веќе се чувствуваат спремни и да ракуваат на безбеден начин, следејќи протокол нели за безбедност, со тие алати. Така да многу голем број од учесниците се решаваат веќе и сами да си купат свој алат. Да почнат нешто по дома да прават, меѓутоа некои од учесниците, например од првата група која што заврши во ноември, изјавија желба дека би можеле да работат во полето на столарството. Преку нашите компании поддржувачи најдовме компанија која што им треба, нели, нов кадар и некои луѓе веќе работат. Да, Иван, или од посетување само на една работилница може некој да си ја најде нели новата професија, но она што тука може да се случува нели во едукативниот центар е покрај тоа што ги имате нели и работилниците и кратките и оние нели кои што траат по неколку месеци, луѓето можат и да си го изнемат просторот, оние луѓе кои што нели имаат некакви вештини и познавања, меѓутоа немаат простори, немаат алат, можат да дојдат тука и да си изработат нешта. Да, во термините кога немаме работилници, тоа е најчесто за време на викенди, сега веќе само петок ни остана како термин кога нема работилница. Може нели со договор да се одреди термин кој што може да дојдат да ги користат алатите, нели самостојно. Интересно беше идејата од една група на жени, дека би било супер интересно наместо да одат во кафич негдека може тука да дојдат нешто да сработат, да направат нешто интересно. Така да и тоа е многу интересен концепт кој што веќе размислуваме како да го спроведеме, односно каква понуда направиме за наместо да одиш во кафик во петок навечер, да дојдеш во столарскиот центар петок навечер и да направиш нешто интересно и креативно. Предизвикот е нели треба да биде нешто кратко, заради тоа што обично столарските активности или било што работа со дрво или материјали од дрво е малку подолготраен процес. Викаме околу 5 часа оптимално за убав или интересен производ. А исто така и веќе разговараме со компании да се направи еден како се вика team building во столарскиот центар, така да постојат повеќе активности кои што може да ги направиме тука, кои што се интересни, кои што на граѓаните генерално ќе им овозможат едно ново поинако искуство.
Да, навистина секоја чест најпрво за иницијативата, како нели што ја создадовте столарската едукативна работилница и за сите курсеви кои што се одржуваат овде. Ти благодарам и се надевам дека и во иднина ќе произлезат од овде и тоа како големи столари, дека овој занает нема да биде како еден од оние кои што се во изумирање. Јас би рекол воопшто нема да биде во изумирање, бидејќи столарството кај нас е доста застапено, професионално зборам, има многу компании и би рекол одлично и заработуваат столарите, така да нема страф тоа, има само потреба од популаризација и поттикнување луѓето да влезат во овој процес. На крај фала многу. Само би нагласил за сите кои што се заинтересирани за некако да учествуваат, да не најдат на социјалните мрежи, Инстаграм или Фејсбук, столарски центар, да побараат, ќе не најдат. Фала. Да, ве поздравуваме токму од овде, од Столарскиот едукативен центар, кој што можете да го посетите секако во секое време, доколку пак имате желба да научите некоја столарска вештина, можете да се пријавите на столарските работилници кои што се одржуваат токму овде, или пак доколку имате веќе некакви познавања, можете само да дојдете и да го искористите нели просторот и алатот кој што се нуди овде.